tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down. Don't slim down. I love your curves, and believe me, it is every pound. Every pound. Stop your diet, come on, do it for me. Do it for me. I love you round, 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 'cause you're so sexy. Oh, yes, she is. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she can't. Can I try it, baby? Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to sing to you ladies. Ali! Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you, can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but none like you, you shine so bright. Yeah, I was wondering if you and me could spend a minute on the floor up close, getting lost in it. I won't give up without a fight. I just wanna, oh baby, I just want you to dance with me tonight. Come on, oh baby, I just want you to dance with me tonight. We're getting sweaty, hot and heavy in the crowd now. And loosen up and let your hands go downtown. But go with it, girl, yeah, just close your eyes. Yeah, I feel the music moving through your body. Looking at you, I can tell you want it. Don't stop, keep going till the morning light. Yeah, when I saw you there, sitting all alone in the dark. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во студиото на К3 телевизија, а гости во нашето студио можевте да ги видите пред малку. Се танцова двојка, Зорана и Марко. Со нив малку покосно ги се запознаеме и се разбира нивниот професор и кореограф, госпоѓа Тања Китановска, професор кореограф на латиноамерикански и стандардни танци, клуб Динамика. Добро утро на сите вас, добро ни дојдовте. Јас се надевам, почитувани гости, дека не ви беше тешко да станете. Малку. Нели? Исто како за во училиште, така. Така. А професорке за почеток да ни кажете вака. Зошто баш Марко и Зорана ни се гости? Знаеме поточно да ги запознаеме нашите гледачи, тоа се вице шампиони. Така. Тие се вице шампиони на последното државно првенство 2015 година, организирано мај месец од страна на Танцовата спортска федерација. Значи тоа е надпреварување од највисок ранг во нашата држава. Меѓу другото учествувавме со 5 танцови двојки во повеќе категории. Сите сте се финалисти, но во категоријата пионери ние добивме сребрена за латиноамерикански и бронза за стандардни танци. Одлично. А инаку Марко и Зоран имаат по 11 години. Така. Колку години и колку време беше потребно за да се достигне она што тие го постигнаа? Па вака, треба да се работи со една танцова двојка. Тие за среќа почнаа од помала возраст.
Проблемот кај нас е тоа што не е индивидуален спорт, сепак се работи за двајца. Треба заедно да се усовршуваат како сопственото тело, така да се усовршуваат и во пар, во двојка, да се мисли на техничкиот дел од чекорите, да се мисли на партнерот и заедно да се функционира, да се мисли на публиката, да се мисли на судиите и сето тоа во едно, на многу работи, сето тоа да се склопи во една убава целина и да може да се излезе на надпревар. Тие се успешна танцова двојка. Уште веднаш си го покажаа својот талент, ги вклопивме заедно со висината, и начинот, стилот на играње. Многу убав пар си И неко. веќе после 3 надпревари, првиот надпревар им беше веднаш во финале, потоа ги покажа своите афинитети, сака нормално прво, второ место, тоа веднаш го направија на бодовните надпревари и дојдоа до пласманот за државно првенство, на кое што си за малку, многу малку ни фалеше за да освоиме и државна награда, но следното пат државно сигурно, првенство сигурно и тоа ќе биде. Зорана и Марко, ајде да ни кажете вие, од колку години почнавте да тренирате? Ајде дамите имаат предност, Зорана повели. Па јас почнав да играм од 7-8 години танц. Така, колку пати неделно? 3 пати. И од каде љубовта за ваков тип на танци? Па, мојата учителка ни даде по некои лишчиња и јас сакав да ги гледам децата што играа пред јас да се запишам и потоа имав желба да се запишам и јас. И се пронеде во таков тип на танци, така ли? Марко, кај тебе, од каде желбата, кога почна? Дали по дома си играше малку пред да дојдеш или? Па, не играв дома, току бевме со мама да видуваме повеќе места. Така? Извинете. Ништо. Бевме со мама да видуваме повеќе места кај да се запишам на тренинг. Бевме прво на Јуроран, нешто не ми се свигаше. Пројдовме на некои други места и пројавме кај Динамик. И ги гледав прво децата и реков на мама ми се свиѓа, ај запиши ми мене. И тоа беше на 7,5 години. Одлично. И од тогаш наваму, И од тогаш наваму играм. овој танц ти е љубов. Да. Дали би посакал, дали има желба да направиш една така по-озбилна кариера? Да. Зошто да не, нели? Одлично. Често има изјави такви, професорка, јас секогаш ќе играм. Што и да се случи, јас секогаш ќе играм. Тоа е многу убав потик, се разбира, затоа што едни од најуспешните луѓе во своите области покажуваат афинитети од малечки, покажуваат желба и што е многу важно, упорноста, бидејќи како школото не трпат веројатно врските од школото кога танцот е во прашање. Има откажување од многу работи, нели? Училиштето, танцот, сега забавните активности каде си? Имате ли слободно време? Во недела имам слободно време. Во недела, а ти, Марко? Исто. Сепак машко, фудбал, некои други активности, си имали време? Па, кошарка, кај Да. ми, Југослав Спасик. Одлично. Да, тој е професор по физичко во Куманово. Да. И Малку кошарка, малку танци малку хип-хоп. и хип-хоп. И малку училиште. И повеќе училиште. Браво. Се надевам дека сте одлични ученици. И само постои многу голема желба да се вклопат сите тие работи. На нас возрастните понекогаш ни е потешко, а камоли на децата, на вас, но сепак вие сте помлади, имате повеќе енергија и повеќе желба за постигнување на врвни цели. Професорке, вака да ни кажете, колку членови има вашиот клуб? Танцовиот клуб Динамик, веќе танцовиот спортски клуб Динамик, тој функционира од 1987 година, значи уште малку ќе правиме 30 години. Значи има преку него има поминато над 5000 курсисти, танцови двојки, надпреварувачи, но во моментот броиме околу 60 души, од кои што 10 активни танцови спортски двојки, надпреварувачи, а останатите се двојки, сега имаме и девојче, имаме, функционираме и на стилот формации, значи сите девојчиња да играат во исто време, затоа што
не само во нашето општество како Куманово, туку и во Македонија па и надвор, овој спорт имаме проблеми од типот на запишување на машки. Така да мора да ги прилагодуваме за да може сите оние девојчиња што сакаат да играат, да не ги враќаме, туку да им направиме некој партнер. Ете формации во стилот сите заедно да играат во исто време, но да играат на латиноамериканска музика. Тие се задоволни со тоа, настапуваме, има надпревари и од тој стил, така да во моментот, нели, останатите, освен тие 10 танцови двојки, останатите се на тој принцип. Инаку сме организатори, значи имаме над 10 и повеќе државни прваци во овој период, нели, во овие работење од 30 години. Многу да не кажам, не можам да кажам во правилна смисла на зборот спонзори, но поддржувачи на танцот, за кои што многу сме им благодарни, а најголемите се родителите, најголеми поддржувачи. Значи, колку децата се го сакаат танцот, толку ни се потребни и родителите и голема благодарност до нив, затоа што ни помагаат во секаква смисла на зборот, за да може овој тип на танцување да обстојува во нашиот град. Вие сте професор? Јас сум професор, да, на приватен универзитет, професор од областа на спортскиот менеджмент, спортот и спортскиот менеджмент. Имам дипломирано во областа на спортски танци, магистрирано во областа на спортот, магистар по спорт и еве докторатот одбран пред една година за спортот во високото образование. Значи не само спортот на оние специализирани институции, туку и спортот во сите високообразовни институции. Системот покажува дека не е проблемот во високообразовните институции, туку во целосниот систем, значи спорт од мали нозе, од градинките, основното, средното образование па се до високото. Така да има тој проблем, треба уште да се разработува во целиот наш образовен систем, да. А да одмориме малку со музичка номера, а потоа повторно продолжуваме со разговорот. Hey!
Нашите гости денеска во утринската емисија Нов ден се Марко и Зорана, а вице шампиони во латиноамерикански и стандардни танци на последното државно првенство на Македонија и со нивниот професор кореограф госпоđа Тања Китановска. Освен членовите, поточно младите, децата во вашиот клуб, а дали има заинтересирани постари, да кажеме повозрастни лица, кои што се заинтересирани за учење на стандардните танци? А стандардните танци танци, тука се вклучени 5 надпреварувачки стандардни танци: англиски валцер, виенски валцер, танго, слоу фокс и квик степ. Во латиноамериканските спаѓаат самба, чача, румба, пасодопли, џајв, подинамични, така да за повозрастните и се бараат повеќе стандардните танци. Немаме оформено група за латиноамерикански стандардни танци. Дали нема заинтересирани? Има заинтересирани, има, но не може да се постигне веројатно временски или просторно како? Или ќе дојдат група од девојки, жени, повозрастни, ние им советуваме да бидат тоа брачни другари, да бидат пријатели, да бидат, за да може да се... Значи, машките се во дефицит, ги нема машките. Па зошто? Ајде, ве молам, партнери се барат. Над превари, одат. Не, мажите одат во теретаните, веројатно. Во теретаните, сигурно, да, сигурно, но тоа не е пракса во западноевропските земји, дефинитивно, да не зборуваме веќе за системот во Америка. Значи, таму плаќаат за да можат да играат во стилот од оние звездите танцуваат. Значи, плаќаат за да можат да имат партнер професионалец и за да можат да се надпреваруваат во тој стил. Но има време, ќе дојдеме и до тоа. За сега група од зумба, повозрастни жени кои што активно се занимаваат, задоволни се со она што го играат и се толку добро, толку се внесени во она што го играат, така да јас можам слободно да ги пуштам и на надпревар на зумба. Многу сум изненадана од групата. Со нив работи Марга и таа е поранешен танчар. Имате една пракса интересна за младенците. Проговоривме пред малку за младенците, за нивната подготовка за првиот свадбен танц. Така, последните години тоа е актуелно, не само за време на вечерата кога настапуваат танцови двојки и сакаат луѓето веќе бараат за да ги гледаат посебно стандардните танци, со нивната гардероба, и сето она што го носи како луксус овој тип на танци. И самите младенци сакаат да изиграат нешто поразлично. Од типот на тангото, виенскиот валцер или комбинација англиски и виенски валцер. Затоа не сум изненадена, јас го очекував тој период и знаев дека кога тогаш ќе се случи такво нешто, ќе се опуштаат полека по полека младенците и ќе сакаат да направат нешто поразлично. Сите се враќаат задоволни, сите се враќаат со снимки како било и што било, така да ние продолжуваме со таа пракса и ги прифаќаме сите оние што сакаат да изиграат нешто ново за својот прв свадбен танц. Колку имаме талент во младите? Значи, Куманово е еден, како да кажам, град кој што навистина има многу типови на ритмички групи, од вашиот тип на танци, од ритмичките, од хип-хоп, значи од многу области и од многу жанрови на ритмичките и танцовите групи. Значи дека имаме таленти. Има таленти од секаков тип на танци, тоа веќе и на повеќе надпревари е докажано од секаков ранг. Работава е што ритмот ние го имаме и самите деца го имаат, дури чекорат, дури учат да чекорат, ритмот е тука. Само треба да ги насочуваме и колку толку колку можеме повеќе да ги форсираме. Танците се во склоп на активност, на физичка дејност која што треба секој млад човек да ја помине. Како што треба да ја помине атлетиката, пливањето, гимнастиката како основни спортски дисциплини, така треба да поминат низ танците, затоа што со нив се развиваат сите моторни способности, сила, брзина, агилност, да не зборуваме за координација, да не зборуваме за баланс и така натаму. Едно истражување што го направи 2003 година на ученици што се занимаваат и не се занимаваат со спортски танци, во спортски танци спаѓаат и двете, и латиноамерикански стандардни, значи како куп целосно, покажа дека децата што се занимаваат со спортски танци
имаат поголема координација и поголема складност на левата и десната, нели, половина од своето тело. Така да сите оние визуелни, сетивни органи што се вклучени кога ги гледаме, нели, додека танцуваат, не само тоа, туку и оние моторни способности се развиваат. Така да и да сакаме да се занимаваме после со спортски игри од типот кошарка, фудбал, многу полесно ќе им биде, затоа што веќе имаме една подлога, па ќе кажам исто како и оние спортови од типот на пливањето, атлетиката и гимнастиката. Во ранг сепак, нели, овие танци се во рангот на ритмичка гимнастика и на уметничко лизгање. Тоа го покажа и она што веќе влеговме и чекаме за влез на Олимписки игри. Беше прикажано и направен обид 2012 во Лондон да се влезе на Олимпијада, но уште сме на листа на чекање. Се надевам во некој од следните, нели, ќе почнеме Олимпијади, ќе почне и овој спорт да се гледа. Па ќе кажам, спорт, овој тип на спорт е уметност, но е и спорт. Нели, што ми имаме надпревари европски државни. Во време како спорт, а од друга страна знаеме дека тоа уметност, дека е танци, сега баш сум изненадена, пријатно дека спаѓа во европски, имаме интернационална ден спорт федерација, имаме надпревари од европски, нели, лиги шампионати, светски шампионати, така да далеко е веќе од она, не е само уметност, веќе е мост меѓу едното и другото. Но за да може да се изведуваат и да се извежбаат сите можни елементи што се однесува до овој тип на танци, потребна е здрава исхрана. Колку што можам да видам сите учесници кои што јас ги имам следено на настапите, значи имаат изузетно витка линија. А сепак и вас колку што можам да видам, значи се треба здрава исхрана, сон. И се она што е потребно, што каков начин, каков ритм на животот. Секогаш ги советувам, не почнувајќи од мене и не им кажувам што мора да јадат и како да јадат, но секогаш ги советувам или на тренинг кој ќе дојдат сабота са бајле, ги прашувам дали доручкувале, дали испиле млеко, чајче или било што. Многу течности, силен доручек, а после во текот на денот и сами знаеме и тие веќе со часовите и кога како можеме, но кога имаме, нели, убав доручек, мислам дека денот подобро функционира. Се разбира. Имавме и еден убав прилог имавме ние во првиот дел од утринската програма, дека појадокот е многу важен, кој буквално треба да биде енергетска бомба, бидејќи најбитен дел од оброците е што го држи е појадокот. Времето лека по лека ни отиде, кога имаме убави гости и кога имаме што да си кажеме, да поделиме, секогаш и ние кратко дори времето. Нешто за крај да ни кажете, нешто убаво. Кога имате следен настап? Дали имате планирано нешто? Ајде да чуеме од вас. Во недела ќе одиме во Битола. Во Битола? Тоа е каков тип на настап? Бодовен надпревар. Каков? Бодовен надпревар. Бодовен. Што значи тоа? Па ќе играме само дел од танците се играат и се собираат поени за да може да се достигне и пласман за државно првенство и да се оди во повисоки категории. Значи почнуваме од 5-та категорија на преварите, тоа е најосновните чекори, потоа како ќе влезат во 4-та категорија, веќе сме ослободени, имаме отворени врати за сложни фигури. И после имаме и 3-та и 2-та и 1-ва категорија, така да се бориме за поени што можеме повеќе и повисока категорија да добиеме. Затоа си бодовните надпревари постојано ги има. Секој месец имаме по 1 или 2 бодовни надпревари организирани од клубовите низ Македонија. Во моментот се 6 и ние сме организатори на такво бодовно првенство. Оваа година еднаш, но практикуваме и по 2 пати годишно тоа да го правиме, најчесто во април секоја година во Центарот за култура. Одлично. Марко, дали може да добиеме поддршка од тебе да ги повикаш сите машки да дојдат, да членуваат, да видат дека не е толку страшно, дека има многу убави работи да се научат, твоите соученици, другари? Па ако ги викнам моите другари да дојдат, сите тие мислат дека спортот е само за женски.
Не, него спортот е универзален за сите, но Така не е. им се нешто свиѓа Но, спортот. многу е убаво, нели, кога ќе отидете некаде каде што има девојчиња, како најлесно ќе и придеш на девојчето. Единствено да ја поканиш да зиграте нешто, нели? Тоа е најубав начин. Така кажем на момчињата, за да придеш на некој девојче, ќе ја поканиш да играте и веднаш контактот е остварен. Ако не знаат да играат, како? Нема друг начин, нели? Ќе дојдат, ама подоцна. Не. Кој ќе треба? Се разбира, се разбира. А Марко и Зорана, ви благодарам што станавте вака малку рано денеска. Ви пожелувам многу успех понатаму, да бидете успешни, да бидете убави, насмеени и како што сте, млади сте, успехот е пред вас, само зависи од тоа колку силно го посакувате. Така ли? Ви благодарам уште еднаш и пожелувам успех во неделата. А професори, да кажеме за крај за уписите. Уписите се во тек. Тие се во тек, да, постојано се запишуваат, септември е таков месец и после февруари, но веќе има формирано нова група, зависност од годините. Ги групираме децата и сите оние што се заинтересирани и веднаш почнуваат со работа, да. Значи сите што сакаат во Центарот за култура, вторник, четврток, сабота, па и секој ден кога и да отидат ќе им дадат контакт телефон мој или на моите асистенти, затоа што со мене не работиме сами, ние сме екипа од повеќе танчери кои што работат во клубот, било кој контакт за да може да им кажеме во кој термин и кога да дојдат сите заинтересирани, слободно нека повелат да погледаат, да видат, да почувствуваат, па после веќе да решат и дали сакаат или не да се запишат. Да почувствуваат таа магија на латиноамериканските танци во годината. Ние тука некаде и ќе го привршиме разговорот, вие заминувате на своите професорски активности. Така. Со оглед на тоа и така мораме малку порано да се поздравиме. Ви благодарам и на вас што одвоивте време да дојдете. Јас се надевам, ние постојано сме во контакт и ќе бидеме во контакт и со се она што се случува и со сите следни настапи, гостувања кои што ќе ги имате, ќе бидеме известени, ќе ни биде посебна чест да се дружиме повторно. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е и крајот на денешното издание, поточно на вториот дел од утринската програма Нов ден. Се надевам дека бевме доволно привлечни за вас, за да бидете со нас и утре во исто време. Имајте убав ден. Најново во светот на музиката. Промоции на